Денеска православната црква ги празнува споменот на отците од Седмиот Вселенски собор, светите маченици Евлампи и Евлампија, светите маченици Зографски и преподобниот Теофил Исповедник. Светите маченици Евлампи и Евлампија, брат и сестра од Никомидија. Во времето на едно страшно гонење на христијаните од царот Максимијан, некои верници од Никомидија побегнале од градот и се скриле. Младиот Евлампи бил испратен во градот да донесе леп. Влегувајќи во градот, момчето ја видело царската наредба за гонење и убивање на христијаните залепена над зидот. Се насмеало на таа наредба, ја симнало и ја искинало. Заради тоа веднаш било фатено и изведено пред судијата. Кога судијата започнал да го советува да се одрече од Христа, и Евлампи почнал да го советува судијата тој да се одрече од лажните идоли и да го признае Христа како единствен жив Бог. Тогаш судијата наредил да го тепале долго време додека крв не го облеала, мачејќи го и со други лути маки. Кога слушнала за мачењето на својот брат, девицата Евлампија дотрчала и таа заедно со братот да ги прими маките за Христа. И таа била тепана додека крвта не ја удрила во носот и на устата. Потоа биле фрлени во врела смола, па во разгорена печка, но тие со силата на крсниот знак и со името Христово го направиле огнот безопасен. Најпосле на светиот Евлампи му ја одсекле главата, а светата Евлампија починала преди секувањето. Уште 200 христијани кои поверувале во Христа, кога ги виделе силата и чудата на светиот Евлампи и на неговата сестра, биле погубени. Сите се овенчале со маченички венци и преминале во својата небесна татковина. Светите маченици Зографски. Кога царот Михаил Палеолог ја склучил злогласната Лионска унија со папата за да добие помош против србите и бугарите, тогаш светогорските монаси му испратиле на царот протест против таа унија и го советувале да ја отфрли и да се врати во православието. Папата испратил војска да му помогне на Михаил. И таа латинска војска навлегла во Светагора и извршила такви варварства, какви што турците никогаш не направиле за 500 години. Ги обесили управителите и убиле многу монаси во Ватопет, во Ивер и по другите манастири, а го нападнале и Зограф. Блажениот игумен Тома претходно им кажал на братството дека кој сака да се спаси од латините, да избега од манастирот, а кој сака маченичка смрт, да остане. И така останале 26 луѓе и тоа. 22 монаси со својот игумен и 4 световници, кои биле како манастирски работници. Сите овие се затвориле во манастирската кула. Кога дошле латините, ја запалиле кулата, та во огнот нашле маченичка смрт сите 26 Христови јунаци. Додека горела кулата, тие пееле псалми и акатистот на Пресвета Богородица и ги предале своите свети души на Бога на 10 октомври 1283 година. Истата година во декември бедно завршил и нечестивиот цар Михаил, против кого во заштита на православието се дигнал српскиот цар Милутин. Преподобниот Теофил Исповедник.
По потекло македонски словен, некаде од Струмица. Млад се замонашил и основал свој манастир. Многу пострадал за иконите во времето на царот Лафи Савријанец и тогаш ке загинел да не успеал да го убеди кнезот Ипатик, својот судија, во основаноста и потребата од иконопочитувањето. Кнезот го пуштил на слобода и тој се вратил во својот манастир, каде што мирно го завршил својот живот во 716 година и се преселил во радоста на својот Господ.